Да се биде хроничар за некогашната општина Старавина, посебно за селските населби кои порано гравитирале во оваа општина, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги долови оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите настаните, што ги опишува тој летописец, успева да му ги доближи до читателот, до слушателот или гледачот, а читателот, слушателот или гледачот на неговите летописи не е пасивен набидувач, туку активен учесник во тие настани. Територијата на некогашната општина Старавина е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-исторички, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно од тие села е и селото Старавина. Атарот на селото Старавина, како споменична целина, има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединични градби кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од исклучително значење. Како едно најстарите човекови населени простори, тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова село формирано во карактеристични природно, географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци кои потврдуваат дека ова село било населено во давнешни времиња. Ете како што вели народот, Господ милуваше атарот на селото Старавина да го крстирам во изминатава деценија, овој пат повторно да го посетам селото Старавина, да направам нов аудиовизуелен документарен запис, да ги надополнам моите досегашни сознанија како за историчкото битисување на ова село, така и да ги надополнам моите досегашни сознанија и за црковно-манастирскиот духовен живот на старавинци од памтивека па се до денешно во наше насушно современие, кои се дел од парчева земја кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде, македонски, и е дел од сеокупната историја на Македонија. Иако 2-3 пати сум го посетил ова село, така да речам, никако не му доаѓаше редот да направам аудиовизуелен документарен запис за црковно-манастирскиот духовен живот на старавинци од памтивека па се до денешто во наше насушно современие. Една стара народна поговорка вели: не кога са камение, туку кога Господ ќе окаже тоа. Почитувани мои, додека така се размислува в кој рурален регион, кое заборавено село во Република Македонија, да го посетам ова 2025 во Господово лето, Жаверскиот празник Свети Атанасија Александриски, во православната екумена како еден од многуте пролетни православно-христијански попознат како Свети Атанасиј летен, 10 дена пред празникот, уште рано и сутрината ми задзвони мојот телефон, кога од другата страна од мојот телефон слушнав непознат глас кој ми велеше: добро утро, ми треба Зоран новинарот што ги снима репортаживе за нашите заборавени села. Овде Христо Тодоровски од село Старавина, ми рече. Токму така,
Зоран овде одговори. Зоране, да те прашам нешто. Дали можеш да се нацрташ во моево село Старавина на сам ден на Свети Атанасије летен? Манастиров наш насушен Свети Атанасије секоја година слава си има, а ние домајчините празникот си го правиме и гости си чекаме да направиш уште едно убаво слико, како што тоа го имаш направено во другите документарни репортажи за мојава Старавина насушна со Петко Чурукот пред некоја година, Бог да му душа прости, ми рече. Договорено, одговорив. Зоране, во манастиров застап си правиме вечерна богослужба и ќе имаме вечерна богослужена трпеза си даваме и утринско богослужение си имаме и богословен ручек си даваме, сето село ќе биде збрано горе во манастирон, немој случајно да не си дошол, ми заповеда Христо Тодоровски. Ке наминам, сигурно ќе наминам, ич да не му се секираш, на шега му подвикнав. И навистина така и видна. За селото Старавина трнав ден пред празникот Свети Атанасиј Александриски во раните утински сати, за да стасам навреме за манастирскиот заслоп, вечерната богослужба, вечерната богослужена трпеза, за утринското богослужение и богословениот ручек, некаде во првите пладневни сати стасав во Старавина, каде што на сецелото ме пречека Христо Тодоровски, заедно со неговите соселани Димче Карафиловски и професорот Драгослав Миновски, еден од непознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, современи географи, етнолози и историографи, воедно и деломенаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, кои беа дојдени во нова истражувачка мисија во Мариоскава регија. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што те Господ и мене ме донесе да дојдам повторно во селото Старавина, да направам документарна репортажа, а воедно да бидам гостин на заслогот, поточно речено, на вечерната богослужба, вечерната богослужена вечерна трапеза и утринската богослужба, благословениот ручек кој се одржа во многовековното духовно светилиште, манастирот, чие име го носи на светиот великомаченик Атанасиј Александриски, која се чествуваше во чест на Свети Атанасиј Александриски, меѓународот попознат како Свети Атанасиј летен, ова 2025 Господово лето, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Битолското црковно наместништво заедно со соборскиот народ. Времето беше пролетно, небото на Старавина беше ведро, погодно окото на камерата на мојот снимател Виктор Костевски да го опфати секој детал во овој дел на Маријово. Гледајте и уживајте. Продукцијата Маријово филм еве овдека се наоѓа во Маријово, поточно речено во Битолскиот дел на Маријово, во родното село на Кале Шанџа, ете што се вика манастирскиот двор тука во манастирот Свети Атанасије, полека се полни со народ. Тука сме овој по повод празникот Свети Атанасије летен. Вие господини сте првиот меѓу онаквите кои што ете пред 20 и кусур години и 5 години со Господово провидение почнавте да заедно со вашата сопруга почнавте така да речам благословени и од Свети Атанасије многовековниот поранешен манастир Свети Атанасије да го добија денешниот духовен изглед.
твоето име, презиме, од која главија си и од каде си родом? Јас се викам Христо Тодоровски. Потекнувам од Старавина, живеам во Битола, а го градам манастиру пак во Старавина. Од која фамилија си од овде? Тодоровци. Така. Како се викаше татко ти? Сократ. Мајка ти? Мајка Милена. Така. По татко ти, како се викаше баба ти и дедо ти? Дедо ми Ристе, баба ми Божана. Така. Баба ти Божана, од кај беше таа? Од манастир. Село Манастир, да. Пилевски оддел на Маријова. Так. А како се викаше дедо ти и баба ти по мајка ти? Неда и Стојо. Тие потекнуваат од Груништа. Од Груништа? Да. Се бил и во Груништа? 100 пати, милион пати. Так. А додека во манастир? И таму имаш појдено? Еднаш. Така. Еднаш, ама што се вика, вредно што се вели. Еднаш пред 60 години. Така. Уво се да ми кажеш вака едно. Овдека во село Старавина, во минатото, колку кујчи имаше селово, колку е далеко од Битола, колку е далеко од Прилеп и од што луѓето порано овде живеа. Од селото Старавина до Битола има 50 километри. Манастирот се наоѓа на 2 километри пред селото, на местото викано Црквиште. А луѓето во селото имало 120 куќи, али сите биле полни по 5, 6, 7, 8 луѓе. За училиштето кажа. И живееле претежно како името што го носи Старавина, тоа е српско име, Старо вино. Да го преведиме, Стара вина, Старо вино. Кај си има Да го една стара сорта, се вика Таљанка. тајанка, стануништа ја вика. Так. Имаше мали градинчиња што си садеа, да речеме, жито, рж, овес, лубенци, али претежно од лоза, од гросје. Тука имаше, да речеме, некоја трговија на времето. Тие од Демихи се ридеа со коли, а овие со лубенци ги товарале. Значи и таква трговија постоела, размена на роба. В селото има многу да се зборва. Тука е Кале Шаѓа, тука е градот Пешта, што се спомнува пред вековите. Таа е една голема историја. Најубавото училиште во Југославија, второ училиште после Аустрија е во Старавина училиштето. 51 година. Околните села, 830 ученици учеле кабинетска настава. Училиштето се распаѓа сега. Значи од 51 година се распаѓа после 75 години. Никој не го гледа. Тешко за историјата, што не го сочувавме. Имавме една можност пред 25 години. Дали да го земам училиштето или манастир. Јас го одбрав манастир. Така Господ сакал, вика стари. Така. Ова сега да те прашам. Напомна за училиштето. Ај да се сетиш како ти се викаше даскало, што те научи да читаш, да пишуваш, таблице оземање. Абе тоа е, јас сум стар сега, кој ги памти пред 50 и 60 години. Ова се да те прашам. Да, Кога ќе дојдиш овдека во Старавина, да. кој ќе прочиташ ни селските сокачења Так. и пачења, ти се радува ли душата или ти плаше што се вика? Плачам. Дека се распаѓа. Се распаѓа. Не остана ништо. Ама остана запишано во историјата по Кале Шаѓа. Само името остана. Нема ништо, ни куќи, ни луѓе, ништо. Тројца се во селото уште. Колку цркви и манастири има селото? Црква една, Пресвета Богородица, една. И манастирот Свети Атанаси. Ајде малку сега да денеска е Свети Атанасије, синоќ Так, беше заслаг, так. црковни манастирскиот двор беше Так. полно со народ. Имаше тука и Так, так. се вика и музичари, и млади луѓе. Так. Денеска го чекуваме и свештеникот за Так. утринната литургија. Так. Ајде малку една сторија за манастирот Свети Атанасије.
што ти тебе кажувале твоите дедовци, баби за манастиров, како живеел порано на времето? Ние со жената дојдовме пред 25 години. Сакавме да си бидеме домаќини. Успеавме 2000-та година, 99-та не, ама 2000-та успеавме да биме домаќини и од тогаш сме тука. Сето ова што е изградено, што ќе го снимите сега околу, е од нас. И народ. И уште градиме. Значи, нема крај. Цркви, манастири, дека ќе речи некои ги изградивме, нема крај. Има се по нешто ќе се наоѓа и на други поколенија ќе му оставиме дека и тие нешто треба да направат. Кога патувам низ нашиве убави села, низ Македонија, па и овде низ Маријовско, ретко да видам да остани старата манастирска црква, а покрај неа да има нов духовен храм. А исто така тука, така да речам, североисточно се наоѓа уште едно мало манастирче, Свети Петар и Павле. Да, тоа е на пато, ама тоа е изградено ново. Така? Пред 25 години ние кога дојдовме тука, нашето манастирче, тоа е старото манастирче, мало. Ние го реновиравме и него. Значи, него пропаднавме, него го направивме ново. Ете го зад мене е ново. Поред новиот манастир и старото си го зачувавме. И ред друго и преображение Христово што се појави, и таму направивме, и тоа ќе го снимите после. Значи, преображение Христово и Свети Атанаси. Вториот празник, на 19 август, чекаме овде преображение Христово, втор празник на манастир. Ова сега да те прашам. Рече дека твоето потекло, твоите корени се од старавина. Како што твојот прадедо, како што твојот дедо, твојот татко и твојата мајка овдека се венчавани и криштевани. Од овде, од старавина потекнува, да речеме, дедо ми и баба ми на мојот татко. Тие се венчавале, се венчавали и моите родители. По некоја поуба можност се иселиле во градо, таму родени, таму крштавани. Ете, тоа е. Меѓутоа Традицијата си ја продолживме. Дојдовме назад, сакајќи да изградиме. Сега вака едно. До тебе тука, века старите, дека без домајчинката, не си домаќин, така. Така. Како ти се вика домајчинкава? Радојка Тодоровска. Та потекнува од Рибарци, Новачко таму, до Новаци. Колку Господ Чела ви даде? 2 чупиња, тука се. Мажени. Колку внучина имаш? Внучина 4 и 1 правнуче. Како се вика? Моите ќерки се Елена и Мирјана. Така. А нивните деца, едното е Теодора, другото е Марија. А на помалата ќерка Михаил и Михаела. И правнучето. И едно правнуче имаме, внуката наша Искра. Кој ти се помени првото или сегарето? Сите. Кога повеќе ти се радува душата кога ќе дојдат твоите ќерки и зетовци дома кај тебе? Да. Или кога ќе дојдат заедно со вашите внуки? Најголемото богатство е сите заедно. Кој ти е куќна слава дома? Свети Никола. Зимен? Да. Божик. Да. И Божик, визита што си чекам како Ристо. Името си го носиш. Така. Па вака едно би рекол. Да, а кај нас нунгото вели како се вика дедо ти? Ристо. И ти си Ристо. Така е. Значи, по дедото. Така. Сега вака едно би рекол. Те чекат, што се вика, како домајчин во манастиров. Да, да. Ќе ми дозволиш малку да помовете ми се? Може. Ете, дел од историјата на историското битесување на манастирот Свети Атанаси овдека во селото Старавина, го слушнавме од вашиот домаќин, вашиот сопруг. Исто така ми напомна дека најубавата приказна, како е во обновен манастирот Свети Атанаси, па и овој ќе го со сите оние адети и обичаи православни, вашиот домаќин Ристо рече дека мојата домаќика тоа ќе го раскаже. Ајде да го чуеме. Добро.
Кога се пријави мажот ми првата година, пред 2000-та година, за манастирот да бидиме домајќини, во ред се пријави, бевме домајќини. Пред дојде Свети Атанас, Свети Атанас на бел конј со жена дојде во Битола. И влезе дома во дневната и му вам повелете, седнете. Тој ми вели мене, не седам, дојдов да ве видам што домајќини сте дома тука. Оти има луѓе што се преправат таму дека се домајќини, ама дома не се. Како што идеше 8 сато беше темница, во дворо ми се осветлуваше цел двор. Ми рече сега ќе се качам во целата куќа да ги видам собите. Како што се качваше секоја соба со сјалици се осветлуваше. Слезе долу, се врати и ми вели сега имавме ние дуќанче, големата ќерка работеше во дуќанот. А малата ќерка имаше дојдено тука. Чудам, рече, малце да поправам со неја муаветот и неја не ја познавам, а малата веќе ти ја знам. Појде си поправи муавет, се врати, пресреќен дека сме салам домајќини, само ни рече: сега знам со какви луѓе имам работа, какви домајќини се, ќе си сјодам. Си сјојде. Тоа е првото. После тоа, пред првоображдението, го чекам и првоображдение. Кога дојде време пред првоображдение, овде немаше струја, немаше ни вода. Дојде Свети Атанас во Битола пак и ми рече да ми даеш свејки што имаш дома, сите, оти немаме струја, да си палиме свеќи, оти ќе ни дадат гости да чистиме, да се уредваме. Доброто, помина. Сега, првата година, после наредната, дојде владиката, тука, нашиот Петар. Ни рече: старо ви е многу манастирчето, ти вистина беше старо, ќе ви помогнам да изградите или нов или да се реновира. Добро, во ред. После тоа, старо манастирче ние сакавме да го реновираме со мажот ми, ама предходната домајќинка што беше, Митра се вика, по старата, рече да не го ѓибате манастир. И што ми рече таа да не го ѓибаме во темелите, не знам што е мало нешто закопано, и јас се исплашив. Ми беше срав да го почниме да го градиме, и на мажот ми е срав. После тоа, пошто ми беше срав на сон, јас и мажот ми појдовме кај попој владици и ме прашваат зошто дојдовте. Јас му дојдовме да ве прашаме да градиме нов манастир или стариот да го обновиме. Ми рече: одете сега, јас кој ќе дојди време ќе ви кажам. Ние си дојдовме. Помине малце време, неколку време, на сон гледам манастир Свети Атанас изграден нов. И на кое место? Значи на тоа место. И да се изгради нов. Го сонував на сонот да изградиме нов, ми кажаа. Пошто ми кажаа, ми се олесно. Станувам за бајлет и на мажот ми му велам: сега ни е лесна работата, ми се кажа на сон да градиме нов манастир, старото да си остане, ќе си го оставиме. Не го ѓибаме. И не пушти владиката во Охрид. Јас веќе кога сонува знаев каков ќе биде и веќе можев и да го нацртам. Му кажав на мажот ми, знам каков треба да биде. Владиката не пушти во Охрид да ни нацртат план. А кога појдовме таму, кога ми го даде планот, кога го видов, значи онемев. Значи си ги реди работите Господ, исто како што осонував, истиот манастир. На идење кога си идевме во комбето, нема да верувате или верувате, на Господ татком. Мажот ми како што возеше комбето, во една рамка во небото. Рамка имаше во небото, во рамката главата на таткому на Христос. Одиме по пато, вози мажот ми, а рамката и главата оди по пато, и едно време само памтам со зелени очи плави, беше ми клепна дека е жив, и рамката понасити. И човекот, тој што го гледаме, таткому на Христос. И едно време, јас гледам само и чутам, гледам, едно време му на мажот ми: гледај му во небото што има, рамка има, имувам и човек има, имаме таква слика од Господ, тука истата слика, таа ја гледав. И само што му реков и се изгуби, престана, значи. Си дојдовме тука, во ред, тоа се изгради. И сега, пошто го чекаме и првоображдение, на сон повторно гледав. Само првоображдение тука во овој круг го славевме. На сон, она му кај што е паракливчето, на сонот јас и мажот ми, та жената старата Митра, седиме со свејки запалени на тоа место. И од озгора Господ ми вика: од денес натаму ќе палите свејки. Тука кај што сте сега.
После ќе влегвате во кругот на манастир. Ко ми рече мене така 3 пати ми викна, јас мораше да го запамтам местото. И замисли шо видов? Видов едни трески, сврлани гранки, под гранките да ги фатиш, огниште на Госпо. Плюс едно дапче, тоа што е тој дабо, искривен. И јас одма запамтив местото, го гледам на ристо, му на мажот ми до мене тука, морам да го запамтам местото, ти го споминале да и од денес натаму тука да палиме свеќи, после да влегваме во круго. Во ред, го сонвав сонот, му на мажот ми станвај са бајле, ќе одиме на манастир, морам да го најдам местото, ти беше блиску првображение да дојди. Дојдовме, право ме однесе местото, на местото кај што гледав. Прво, истото го најдов, гранките isврлени. Кога ги фативме гранките, како нојта некој да редел кукулички и изгорени. И дапчето го најдов. Си дојдовме, кладовме на тула, си запаливме свеќи. Си дојдовме дома во Битола. Од тука си дојдовме после за првображдение и прво таму си палиме свеќи, после тука. Тоа, со таа можност, со тоа го изградивме и ова манастирче. Прво паракливче, па после не можевме свеќи да палиме, сегасне и затоа го заградивме да биде убаво да се работи, мислам да може и да се палат свеќи. Сега си чекаме 2 пати. Сето ова што е доста изградено е После 2006. Ти си првиот меѓу еднаквите, меѓутоа со донации на ова рече го Народот. На народот. Овдека имате 2 спомено обележја, едната е на старата манастирска црква Светите Нации, Така. а другото спомено обележје ви се наоѓа тука Така. во непосредна близина на крстот. Така. Може ли нешто да ми кажете за Може. тие донатори? На ова плочата пишува: манастирот е изграден од Ристо и Радојка Со народот. со народ. На плочата се имиња кои од почетокот на градбата до денески се лојални према манастирот и ги Може. запишавме ние да бидат вечити. Тука некаде јас кога преска стигнав има околу 20 на души така Има, речено. има. Да. Јас едно би рекол започнете тоа. Да. Нека биде пример дека Надници не исплативме. Без До денески 25 години работаме ние без исплаќање надници, али еден пристоен ручек добиваме. дури синојче кога беше заслуга ми се радуваше душата, беа дојдени мајстори од Демикисар. Да. Кај што едниот тој мајстор рече овај овдека кровот на трапезеријата. Да. Јас се работев, меѓутоа за душа и здравје на мојата фамилија. брат, Да. така. Што вика старите од народ за народ, народ. овој да Точно. остане. Напомнате дека имате уште некои, така да речам, духовни, православни Сонови, да. за Да. нашиот македонски православен народ, Точно. затоа што сите цркви и манастири се градени според Точно. Господово провидение. Точно Ајде така. тие. Дел малци ти кажам од соноите. Така. Мажот ми, во прво сонувам на сонот, пред да тргнеме на манастирот во таја вечер. Комбе имавме ние, со комбето вози, како шофер да нема. Застанува на раскрсницата на манастир, кај што е она раскрсница за новац и за натаму, комбето само. На патот на улицата стојат Богоројца, Жива и Света Петка. Комбето само застана. И Богоројце Света Петка ми викат вака: денес ви е слава на манастиро, ние ќе идиме со вас на гости. Оти денес си се качија во комбето, Богоројца седна до мене, Света Петка до неја, комбето си тргна само, дојде на гости. Се разбудвам на мажот ми, плачам и му кажам дека ваков и ваков сум, да знаеш дека денес ќе дојдат Богоројца и Света Петка. Доброто. Еднаш нешто не беше во ред, мислам не можевме да успееме пиво да земиме, се закаснавме. Претходното вечер сонувам сум, застава светијата на скеколата онде, на влезната врата од десната страна, стои, народ полно долу беше. Никој не пушта да влезат. А ние многу се закаснавме. Едно време стигнавме, некако се наредија работите, ко стигнавме, дојдовме до портата, светијата нас исправен просто не чека, само што стигнавме, не погледна, се израдва, си се тргна. Добро, то. После тоа, една година бев многу болна. Полојната ме фати, што 3 месеци не можев, и тој од сонот. Пред денот пред светијата бев многу болна, 3 месеци не станав од постела, значи не можев нигде ни на работа да одам ништо. А почнав да се грижам дека светијата насиди, а јас не можам веќе да станам и велев како ќе одам
на манастир кој не можам да станам. И една ноќ во сон, јас како што лежев, ми иди светец. И вака ми вели, зошто лежиш? Јас сум многу болна. Ми вели, стани, испрај се. Јас, од мојава рака, од дланката, ќе ти пуштаме на светлина во лицето, не само што ќе те оздравам, ми вели, туку сега кај што ќе одиш да чекаш гости, очите на народот ќе те гледа толку млада колку ова чупето. Јас сум стара, не сум млада. Во сонот станав, се испрев, ми пуштија на светлина вака и ништо нема. Оздрав. Тој истиот светец што ме оздрави мене што бев арна. По доста време го сонував повторно. По известно време повторно сонувам сон, идам на манастир и истиот светец на манастир тука и тој иди. И го сретнувам, му велам повелете. И ми вели да од мене немаш работа, иста си, здрава си, немаш ништо од мене. Друго ќе ти кажам. Ќе влезам натре во манастирот во круго и дојде. Ела ми вели вамо. Ова што е старо куњиче имавме. Само со раката вака му направи. Го збриши. Ми кажа, значи треба да се турни. Имавме трпезарија стара тука. Исто. Ова рече трпезаријата вака само со раката му направи. Ја збриши. Му пречи рече на манастиро. Се крие манастирот, затоа мораме да го збришиме. Ова. И ми кажа дека треба да ги турниме тие. И ние тие ги чистивме и направивме нова трпезарија. Со тоа. Сега, пошто сонувам многу други сонови, сонував еден сон во Генимале, местна заедница. Ајде чуем. Јас бев сама таму застаната, Параклис наместен и држам свеќа палам и на сонот гледам шо Параклис. Икона толкава голема, Богородица, во ред. И сега знам. Станав, се разбудив, на мажот ми му кажав, ама не обрнавме внимание толку многу. И замисли, нојта ми иди на сонот и ми викат, ти што не кажа за Параклисчето, тешко тебе. Ми се закани. И замисли на сонот кој ми дојде, кој кажав, са бајлето станувам, на мажот ми му кажувам, вака и вака мора да одиме во местната заедница да прашаме во црквата, дали ќе ни дозвола да поставиме Параклис, а каков Параклис знам. Ќе биде Богородица. Оти видов Параклисот, имаше икона Богородица. Сите сониште што вас овај видувајќат, Да напишам една книга, јас можам да напишам. Меѓутоа едно би рекол и вашата се тоа според Господово провидение. Да. Гостите доаѓаат, манастирскиот двор, ете полека се полни со народ. Ајде една порака до сите наши македонци. Каде ти е да се наоѓаат? Дали во Република Македонија, дали во Егејска, Пиринска, Америка, Австралија, дали е добро барем еднаш до овие наши празници да си дојдат во родното огниште, затоа што убаво место од родното, убаво место од нашите македонски храмови, кај што нивните дедовци, баби се венчавале и крштевале, нема никаде. Да. На сите македонци му пожелувам да си дојдат во родното место и да си го посетат и да си уживат, да си ги посетуваат манастирите, да си ги посетуваат старите предци кај што живееле и да си идат во своите родни места. И му пожелувам на сите млади да си останат да си живеат во Македонија. И да не живее Македонија. И да не вечна Македонија. И да си идат по црквите, по манастирите, да си веруваат во Господ. И тоа е најубавата желба. Нека е денов за многу години, за многу нека години, вие бекоито домаќинството во овој манастир во Маријово, во селото Старави на Светите Насие. И пак ќе речам, манастирскиот двор се полни со соборен народ, го очекуваме свештеникот, каде што ќе се одржи и утринската богослужба. Нека денот за многу години. За многу години. Фала му на Господ. Во православната традиција се користат поимите црква и манастир. Но многумина не знаат дека овие два вида на богослужби имаат различни улоги и значење. Црквите служат како места каде што верниците се собираат и вршат литургиски обреди, додека пак манастирите се центри на монашкиот живот и духовност. Ова разлика помеѓу црква и манастир не се огледа само во намената, туку и во архитектонскиот стил и специфичните ритуали што се изведуваат во секое од овие светилишта. Со разбирање на основните разлики помеѓу црквата и манастирот, верниците и посетителите можат подобро да го ценат богатството на православното наследство и придонесот на овие свети места за заедница.
Православните цркви се препознатливи по својата единствена архитектура, значајната улога во заедницата и богатата традиција на црковните ритуали. Овие аспекти ќе ги истражиме подетално со цел подобро да го разбереме значењето и функцијата на православната црква. Архитектурата на православната црква има длабоко символичен карактер. Препознатлива е по своите куполи кои го символизираат рајот и духовниот стремеж на верниците. Внатрешноста на црквата е украсена со иконостаси и фрески кои представуваат библиски сцени и светци. Овој богат визуелен јазик го поттикнува осветувањето на просторот и интимноста со вера. Црковните и манастирските обреди во рамките на православната традиција се богати со символи и длабоко вкоренети во Светото писмо. Централниот дел на православната литургија е Евхаристијата, која ја символизира заедницата на верниците со Христос. Покрај Евхаристијата значајни се и други обреди, како што се крштевањата, венчавките и воскресението, кои со своите ритуали и молитви овозможуваат зајакнување на верата и духовната врска со Бога. Православните манастири се познати по својата уникатност, сместени на места идеални за монашки живот во манастир и вистинска духовна пракса. Овие оази на мир обезбедуваат совршена средина за оние кои бараат духовност и посветеност. Монашкиот живот во манастирот е длабоко поврзан со молитвата, со постот, тишината и секојдневната работа. Сите овие елементи ги создаваат основите за духовната посветеност, својствена на монашкиот живот. Почитувањето на строгите правила на манастирот го регулира начинот на живот и помага да се задржи фокусот на верските цели на верската заедница на манастирот. Архитектурата на манастирот е функционално прилагодена на потребите на заедницата. Се состои од скромни челии, трпезарија, библиотека и често затворен двор, каде монасите можат да поминуваат време во медитација и работа. Манастирот има специфични обреди кои се разликуваат од вообичаените црковни. Овие обреди се поедноставни, но не помалку длабоки. Тие се изведуваат во склад со монашкиот животен ритам, нагласувајќи го стремежот кон лична духовност и посветеност кон Бога. Правилата што го придржуваат монашкиот живот во манастирот помагаат да се зачува редот и дисциплината помеѓу членовите на заедницата. Разликите меѓу православната црква и манастирот се во функцијата, во структурата и во секојдневните активности. Архитектонските карактеристики се приспособени на нивните специфични улоги. Црквите често се фокусираат на собирање на голем број луѓе, додека пак манастирите се градат со засолништа за размислување и молитва. Редовни литургиски богослужби за заедницата се одржуваат во црквите, додека обредите се вршат во манастирите според строг монашки распоред. Преку проучување на архитектурата, ритуалите и секојдневниот живот во овие верски институции, можете појасно да го видите богатството и сложеноста на православната традиција. Тоа придонесува за вреднување не само на религиозното наследство, туку и на културниот идентитет што ја обликува нашата заедница. Во селото има мир, има тишина, се слуша само звукот на природата, се слуша ветрето што дува, се слушаат петлите што пеат, се слуша жуборот на водата од селската река. Нема автомобили, нема звук од сирени, нема галами. Има свеж воздух. Подишењето на загаден воздух во урбаната средина
белите дробови конечно ќе го почувствуваат чистиот воздух. Нема прскање со хемикалии, нема издувни гасови, нема загадување, нема никотински честички, ниту чад и мирис од канализација. Вистински чиста средина. Во селото има убав сон. Нема ништо подобро од спиење во камена куќа, во дива сенка или во нишалка пред селската куќа. Нема насилни будења, нема интензивно звонење на телефоните, ниту будилници, ниту поштари, ниту заборавени соседи. Никој не знае каде сте и нема начин некој ненадејно да ви дојде, да ве разбуди и да ве вознемири. Во селото се јаде прекрасна, чиста и здрава храна. Нема таму брза храна. Нема пекари, пици, плескавици од непознато месо, туку само месо од своји јагниња, јариња, јунчиња, прасиња, пилиња и домашна бела супа, пиперки директно од градината и јаболка на дофат на раката. Селото на жените им дозволува да ја игнорираат модата. Ќе им кажат збогум на тешките шминки, на неудобните подпетици и на фризурата. Во селото доволно е само спортска облека и удобни патики. Селото е прекрасен и идеален дел или место за одмор на очите. Нема главоболки, нема хипертензија, нема очен притисок, нема стресови и аксиозност. Значи, селото го ублажува стресот. Уживањето во природата, во тишината, на чистиот воздух, во одморот, сето тоа го прават стресот целосно ништожен, односно стресот ќе исчезне како никогаш да не постоел. Мора да споменеме дека селото е постаро од градот. Луѓето таму често знаат некои работи многу подобро од оние во градот. Тоа е одлична можност да ги запознаете нашите традиции, обичаи, навики, а ако имате среќа да одите на село со вашите роднини, може би ќе дознаете некоја интересна семејна тајна, ќе го запознаете вашето семејно стебло, ќе слушнете и некоја рурална легенда. Многу повозрасни жители на селото се вистинско богатство за нашата традиција. Знаат како било некогаш, што значеле одредени обичаи. Може би патувањето на село може да се претвори во мал водич низ минатото. Ретки се селата, да не речам нема село каде што нема река, нема поток и каде што нема извори со чиста питка вода. И секако, секое патување носи нови предизвици. Може би ќе се одлучите да живеете во село, иако сте повеќе градски човек. Се насе, патувањето во селото е нова авантура, забава и уживање. Затоа, ако се двоумите како да го поминете викендот, ако не сте сигурни што да правите со себе, ако ви е доста од се, ако сте уморни од се и сакате промена или едноставно сакате да се посветите на себе и на своето здравје, спакувајте ги потребните ситници и тргнете на пат кон селото. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што те Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Старамина, да направам нова документарна репортажа, а воедно да бидам гостин на заслогот, поточно речено на вечерната и утринската богослужба, која се одржа во многовековното духовно светилиште, манастирот, чие име го носи на Свети Атанасија Александрски, меѓу народот попознат како Свети Атанасиј Летен, со која чино начествуваше парохискиот свештеник од Битолското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ. Почитувани мои, како мештаните не само од селото Старамина, туку и мештаните од соседните населени места на ова Маријовско село, си го празнува христијанскиот православен празник, посветен на Свети Атанасиј Александрски Летен,
во Старовинскиот манастир ова 2025 во господово лето ќе ви пренесам во наредната репортажа.